мислам дека е нормално некако прашањето да почнеме со тоа како функционираат алгоритмите на апликациите за спојување, па после ќе влеземе и во оној други дел каде им се сличностите со апликациите на социјалните мрежи. Значи прво како функционираат и како се поставени апликациите за спојување на луѓе или dating apps. Па сега различни апликации функционираат на различен начин, зависи од тоа кој ги имплементирал, ама во суштина тие користат еден тип на алгоритми кои што се нарекуваат алгоритми за колаборативно филтрирање. Сега што значи тоа? Тоа е како првиот тие алгоритми се измислени на MIT во Америка. Мислам дека една од најпознатите научнички кој што бил автор на тие алгоритми се нарекувала Пети Меш. Првата примена имаат во Амазон за продавање на книги. Не знам ако некој... Од таму тргнува со идеја да се продаваат книги, значи да не таргетираат луѓето што читаат. Па не, значи ти имале проблем, нели сака да продадат повеќе книги. Така и сега како да ти препорачаат која книга за тебе би била интересна и категоризираат луѓето во групи и викаат ти си сличен одредени карактеристики со оваа група на луѓе. И сте прочитале многу слични книги, ама тие прочитале некои книги што ти ги немаш прочитано. Па можеби ќе ти бидат интересни за тебе. Алгоритмите за колаборативно филтрирање всушност го прават тоа. Тоа е како некој да знае многу работи за тебе, да знае да те стави во група со други луѓе и да знае да види што ти е направила, ти не си направил, па да ти рече можеби е за тебе интересно да го направиш и ти тоа. Сега освен овој алгоритам, во овие алгоритми за спојување, апликацији за спојување се користат и дополнителни информации по кој однос на кој они ве категоризираат, очигледно каде се наоѓате, така, затоа што нема баш многу смисла да ве спојат со некој што е на некој друг континент, дали сте активни, колку често сте активни, со тоа гледа шансата каква е можноста да одговорите релативно брзо и така натаму и така натаму. Значи идејата е прво да ве категоризираат и потоа да видат тие во вашата категорија што направиле, а вие кого избрале, а вие не сте го видели, согласно на тоа да ви покажат некаков сличен профил. Предпоставувам има сличности со алгоритмите на социјалните мрежи. Па со тоа што финалниот резултат, очекуваниот финален резултат е различен. И да, и не. Значи алгоритмите на социјалните мрежи имаат за друга цел. Тие значи и двеве нешта, апликации се правени за некаков бизнес, така. Сега целта на апликациите за спојување е да направат спојување. А целта на апликациите на социјалните мрежи е да направат поголема вклученост, за да знаат повеќе за вас, какви информации да ви покажат и да ве натераат повеќе да останете во таа апликација, повеќе да бидете тука. Сега затоа викам, тие се во суштина различни, ама и не толку, затоа што пошто и апликациите за спојување се бизнес, всушност и тие имаат скриена цел да ве натера да се враќате кај нив и се повеќе и повеќе да ги користат. Така да, ако сакате вака да кажеме, уствари може да се каже дека апликациите за спојување имаат цел да ве спојат, ами да ве натераат да се вратите и повторно да ги користите, зашто тоа пак го носи бизнесот. Мислиш ли дека тоа предизвикува одреден тип на зависност? Од тоа дали ќе мечнеш со некого или лајковите на социјалните мрежи, нели како вика истражувањата дека предизвикува покачување на допаминот, нели? Хормонот на среќа исто така, значи практично стануваме зависни од валидацијата. Тие се дизајнирани за да ве натера да се вратите или како што викаш ти да станеме зависни од нив. Мислам дека зависноста ствари е предизвикана од можеби следниот свајп ќе го донесе правиот меч, правата, ќе го донесе правото спојување. И сега како па тоа се дизајнира? Тоа функционира слично зошто луѓето сакаат да идат коцкарници. Да. Следниот пат ќе го добијат. Возбудата расте со очекувањето. Да. И има тука се имплементираат еден куп елементи на геймификација. Лево, десно, тоа е многу просто, се е подобро. Леле, ова како го погодија, како да изгледа како мене, ама тоа тоа е све алгоритам, уствари се собираат еден куп податоци, гледаат какви се шансите кај вас како корисник да предизвикаат некаква возбуда и потоа
добивате награда. Сум добил лайк. Сега сум избран. И интерфейсот е многу едноставен. Така да тие се дизајнирани за да направат зависност, зашто ако не се закачувате постојано на нив, како да ќе прават пари, така? Нешто што почнува всушност од идеја за продажба на повеќе книги, прераснува во спојување или варање на совршениот партнер или групата на луѓе со кои имаме најмногу заеднички интереси и сега веќе се покажува тука дека тоа генерира милиарди долари. И за иноваторите, и за компаниите кои што располагаат со нив. Може ли да се предвиди на каде тоа би одело во иднината, бидејќи некои статистики велат дека луѓето со тек на годините се заморуваат, бидејќи колку пати да го притиснете копчето во кладилница и следен пат, ако тој следен пат нема позитивен резултат, на крај на денот ќе се заморите. Се зависи што сакате, всушност е прашање за клиентиве на овие апликации. Ама да, секој тип на апликација, независно дали е за дейтинг или за нешто друго, тие имаат алгоритми кои што по друга страна предвидуваат или се обидуваат да предвидат кога овој корисник би напуштал, би инсталирал апликација. Кога ќе почне да опаѓа, предпоставувам, активност. Се помалку го кога ќе примети дека го користи само во одредена локација, па во таа локација одамна не се појавил, а тоа го добива како инпут од други апликации кои што тој корисник го користи и еден ред други слични појави. И тогаш тој пробува некако дополнително да ве ангажира, тогаш одеднаш ќе добиете некоја награда. Подобри мечеви, ќе добиете некакви дополнителни внатрешни награди од апликацијата и сега тоа се техника, ама генерално овие апликации не сакаат веднаш да ви го дадат совршениот меч, зашто ако веднаш ви го дадат совршениот меч, зашто ти е постат така. Значи тие дури си вклучуваат алгоритми кои што внимаваат да добиете нешто што ви буди надеж дека следниот меч ќе биде уште подобар, ама внимаваат да не го добиете веднаш тоа што го сакате. Значи, ствари, тие се дизајнирани да ја држат надежта кај вас и на тој начин прават потреба вие повторно да се обидете и да се обидете и да се обидете. Сега, тоа е малце контрадикторно со процесов на спојување, затоа што ако сте вие во некаква врска, ама нешто во главата ви вика, ама може би следниот ќе биде уште подобра врска и уште подобра врска, всушност работат на тоа врските бидат поповршни, не подлабоки, така да никој не тврди дека алгоритмите се создава чувството, нели како викаат тоа ocean of opportunity, значи многу можности кои што се бескрајни и веројатно е во човековата психологија да бара уште подобро од ова што го има, нели како беше тоа тревата е позелена. Во туѓиот двор, да. Дали алгоритмот е така направен да биде понекогаш и помалку пристрасен? Па еве спомна, нели не ни дава веднаш, не ни дава вистински избор, не им дава на тие што се на апликациите вистинскиот избор од одма, туку ги тера малце повеќе да истражуваат и да бидат поупорни, но дали е пристрасен во однос на тоа како одредени профили изгледаат? Па прво на пример може да навлече со поубави фотографии или со подобар меч, кој што можеби нема да функционира, или со посимпатични ликови, или со ликови профили кои што добиваат повеќе афирмации, односно добиваат повеќе лајкови. Или функционира обратно, значи почнува од најнепривлечното, ама тогаш може да се откажеме, нели? Има многу прашања. Многу, да. Полека. Кога било како ваков тип на апликација кој што работи на овој принцип на почеток кога сте нов корисник, тие не знаат, ќе знаат да ве категоризираат по некакви, не знам, демографски податоци, локацијски податоци, и тоа ќе го знаат за вас. И сега тие мораат да некако да ве стават во некој подобар калап, за да ви дадат условно кажано подобри препораки и второ да ви покажат дека можете да добиете нешто корисно за вас, нешто што ќе ви носи некаква вредност, и затоа кога сте нов корисник, прво добивате премиум профили, тоа би биле профили кои што имаат многу лајкови, кои што се многу привлечни и атрактивни. Сега тоа значи дека
профилите кои што имаат многу лајкови ќе бидат поафирмирани во рамките на тие социјални мрежи. Потоа, но таму и конкуренцијата е посилна, значи. Па да, со тоа што пазете се не станува збор за 10 профили, овде зборуваме за илјадници. Голем број на профили. И после тоа алгоритми водат сметка колку вие добивате назад лајк, повратен лајк, ако вие сте прателе некаков лајк и така ви почнува вашето рангирање, значи колку добивате повратен лајк, тоа и вие станувате попопуларен, и ако добиете повратен лајк од повисок профил, и вашиот ранг во апликацијата се зголемува, па вие ќе бидете повеќе покажувани на некои други профили. Значи првиот бајас, првата нефер практика е попопуларните се повеќе покажувани. Сега како се станува попопуларен, тоа е до човечката психа. Ако имате пубава фотографија, пошто алгоритмите не знаат дали таа фотографија е реален приказ на вашиот физикус или филтрирана е, дотерувана, што сте подобри, што подобро сте си го направиле описот, тие прво подобро ќе ве категоризираат, па има шанса повеќе добиете лајкови, и второ повеќе луѓе ќе ве бендисаат, па ќе ви кликнат лајк, значи попривлечните ќе бидат фаворизирани во некоја смисла. Да, па претпоставувам постојат мерачи на тоа колку време се задржуван или значи што сте корисникот на одредена фотографија, значи дека значи апликациите мерат се, така. Ќе мерат тоа кој реков не почетни податоци. Не само од кај сте, туку колку време гледате, дали имате интеракција, дали сте прателе порака, дали не сте прателе порака, колку време сте ја читале пораката, колку време било потребно како било покажана пораката, додека направите некаков тип на свајп. Значи се што може да дознаат, тие ќе дознаат за вас и ќе го искористат за да ве профилираат дополнително или за да дадат инпут на некаков алгоритам кој што понатаму ќе генерира некаква препорака. Колку мислиш дека луѓето се свесни дека сите овие податоци со кои што располагаат алгоритмите се податоци и информации за себе што ние самите сме им ги дале, и колку се тие навистина безбедни? Па сега пак три дури различни аспекти има прашање. Прво, луѓето не се свесни дека тие податоци кажуваат нешто за нив. Не знам, често пати се слуша како социјални мрежи не прислушкуваат, телефоните не прислушкуваат, ама всушност однесувањето на луѓето во тие апликации и во сродни апликации, зашто сите овие апликации си ги менуваат податоците помеѓу себе под комерцијални услови. И ние сме се согласиле на тоа. Кога сте инсталирали апликацијата, пред да почнете да користите, има едно копче, на англиски I agree, и вие сте кликнале на тоа копче, со тоа сте ги дале вашите податоци како храна на таа апликација, и таа после апликација нормално дека не ги користи само за сопствени цели, туку ги продава така наречените third parties. На некој third parties од кои што па другите ги купуваат, и потоа таа информација се споделува. Овде исто така е битно да се каже, не морат тие податоци не ги содржат вашите име и презиме нужно, ама тие податоци кажуваат за луѓето кои што се во вашиот регион, што е најчесто користено, некои шеми на однесување патерни. Вие веќе имавте некоја емисија за луѓе како сакаат во толпа да пратат толпати. Едноставно, врз основа на тоа, не се разликувате вие толку многу од голем дел на луѓе што живеат во вашата околина, што се на иста возраст, што слушаат исти, што знаат на музика или на ист начин се задржуваат на одредени сајтови. Едноставно, можат успешно да погодат што би била ваша очекувана или посакувана информација. И од тој аспект, дури кога ги даваме своите податоци со нашата добра волја дека се согласуваме тоа да го направиме, ние велиме па да, мене ми требаат круг на луѓе кои што размислуваат како мене, кои што сакаат исти работи како мене, кои што имаат слични или исти вредности како мене. Да, тоа е баш така. Но од друга страна кога ќе ни препорача некој од социјалните мрежи, нели луѓе што можеби ги познавате, викаш ги познавам, фала, не треба. Па сега, ако ви имате друг начин веќе и имате директен контакти, имате дополнителна информација за тие, тоа нормално дека вашата логика ќе каже нешто друго. Меѓутоа, ајде сега вака аз вас да ве прашам. Еве, зашто јас работев во некоја слична апликација, таа не правеше запознавање, ама правеше тако спојување и мечување, стануваше збор за луѓе кои што имаат некакви фитнес цели.
И сега, ако јас знам дека ти припаѓаш ниста категорија по пол, по возраст, по регион кај што живееш, надморска висина, и имаш некаква цел, не знам, да ослабиш 2 кила. И знаеш дека, и знам дека или да сум пофит, или да си пофит. И знам дека луѓето кои што успеале тоа да го направат во минатото и се слични на тебе, имале ваков план на тренинг и ваков режим на исхрана. И јас ти кажувам, јас ти го препорачувам ова, дали тебе ти се чини дека тоа најверојатно ќе работи, така? Да, истите алгоритми се, само друга е целта овде, да ве спојат со некој кој што имате шанса да го бендисате, а овде да ве спојат без да ви кажат кој е тој, или да ги споделат навиките на некој кој што го направил во минатото тоа што сега тебе ти е потребно. Така тоа се таков тип на алгоритми. Со оглед на искуството што го имаш со години наназад и претпоставам памтиш период во кој што нели све беше аналогно и не постоја ваков тип на алгоритми што не спојува, може ли да направиш некаква анализа и некаква паралела за тоа како порано луѓето се групира и ги споделуваа заедничките интереси и ова што денеска се случува нели благодарение на новите технологии, и дали, јас пак со моите 2-3 прашања, дали сметаш дека се биле посреќни, поуспешни во наоѓање на совршен партнер, да речеме во минатото, или можеби со оглед на изборот и околностите денеска? Само не ме тера да кажам, во наше време се беше подобро. Не, готово. Наше време е еднакво на бумер, ама ние не сме бумери, но памтиме времиња во кои што спојките беа поинакви и за тоа што успешно ке споеше луѓе следуваше награда Чевли. Чевли, да. Значи секоја генерација си има своји принципи. Сега ако сакам да збориме од аспект на претходново кажано, мислам дека е аналогно било времето, да, ама од аспект на алгоритам, ако кажеме, луѓето функционирале слично, така. Тој што те спојува, знае некој што јас знам за тебе работи, знам за тој работи и мислам дека вие ќе си одговарате, ајде да ве запознам. Разликата е што тој некој знаел повеќе работи, знаел работи кои што ако имал личен контакт така со две страни што ги спојува, знаел работи кои што двете страни можеби не би сакале јавно да бидат познати, така, па затоа можеби шансите биле поголеми, ама од друга страна па овие апликациите па знаат многу луѓе. И сега разликата е дали е подобро да знаеш многу луѓе со само позитивни информации или да знаеш малку луѓе, ама и со позитивни и негативни информации. Очигледно ако тој што спојува знае доволен број на луѓе, ќе направи многу подобар меч. Ама од друга страна па ако знаеш многу луѓе и само со позитивни информации за страните, возбудата при првото спојување ќе биде поголема. Она што е лошо тоа е што потоа тие лошите страни што не се споделуваат кога си го правите профилот, кога ќе се споите, ќе излезат на површина и тие ќе направат, нели, да не биде баш се идеално или да бидат можеби помали шансите како во на спојување аналогно што го речеш така. Дали новите технологии им создаваат малку повеќе анксиозност на луѓето? Да, за мене, замисли да направам аналогија. Замисли дека бараш нешто и дека тоа нешто некој ти кажува, има подобро нешто, има подобро нешто. И нема крај на тоа. И нема, некој цело време ти долева масло на огинот кој што ти ја попалува надежта. Ова ќе биде подобро, И нормално тогаш ти сакаш да се вратиш и тогаш па некако губиш допир со некој што веќе се споен. Така да, генерално било кој тип на апликација, голем дел од апликациите од било каков тип на социјални мрежи или дейтинг сервиси, не поради на колаборативно филтрирање алгоритми, туку поради оној начин, они сакаат да се вратите, креираат анксиозност. За крај само уште едно прашање. Сите сакаме да ги користиме апликациите. Во многу случаи тие ни се навистина многу корисни, ни го олеснуваат животот. Кои генерации се поуспешни во тоа да постават границата до овдека и давам шанса на технологијата, а од тука понатаму треба да
седнам и да направам муабет во живо. Да речеме, правиме некаква разлика меѓу Gen Z, значи новата генерација која што не знае живот надвор од технологиите, миленијалците кои што се некаде на средина, да речеме, и генерација X кои што се уште се справуваат со неуспешни, полууспешни врски кои што се обидуваат да ги зачуваат, но можеби помалку да фатат нешто од овие новите и да го запознаат светот на милион можности. Правото прашање е какви вредности негуваат различните генерации, што тие сакаат да добијат назад како одговор од апликациите. И јас многу, за да се даде одговор, многу е битно кој е реперот, така, што е доброто, што е лошото. Различно е, тоа е правиот одговор. Не знам, има една книга од Александро Барико, се вика Варвари, и тој вика, вие сте се научиле на еден живот, така, и одеднаш доаѓаат некои од надвор, некои што се различни од вас, и они сакаат да направат промена на она што вие сте го знаете како квалитетен живот. И вие нив ги доживувате како варвари, како некои кои што ќе го уништат начинот на кој што вие живеете. И првото чувство е отпор. Меѓутоа, ако тие не дојдат, никогаш нема да се промени животот, никогаш нема да се оди напред. Тоа одење напред за нив ќе биде добро, за вас во зидините, нели? Ќе биде лошо, можеби. Така да прашањето е дали, значи сигурно има промена, ама дали е таа подобра или полоша, зависи од контекстот на тој што е повикан да суди. Ако генерација X или бумери суди, ќе рече полоша, ама ако миленијалс или сега генерација алфа суди за некоја година, тие ќе речат така треба, вие не знаат кај живееле, всушност ајде да се ставиме во обратна конотација. Што би кажале вие за начинот на кој што се спојувало во 18-тиот век, така? Кај што никој ништо не те прашува. Кај никој ништо не те прашува. Си добиваш, можеби на лотарија, можеби... Да, ама и тогаш имала некои кои што биле среќни со тоа спојување и ти ќе речат, леле, како е ова, она што не се случувало во нашите генерации. Така повторно, различно е и многу зависи која е дефинирањето на вредноста, што сакаме и секоја генерација ќе биде различна. Ми се допаѓа оваа спојка на крај, дека може да биде лошо како што за некого било лошо, без да те праша да те спојат со некого со кој што треба да го помине цел живот. Наспроти ова да имаш милион можности, а всушност треба да најдеш таму кај што ти е најстабилно и се чувствуваш најпривредно. Без овие апликации, замислете, вие одете некаде се селите во нов град и никого не познавате. И ви треба време прво да направите некаква социјална мрежа, друштвена мрежа, без врска, не поврзана со апликациите. Па дури кога ќе запознаете доволно луѓе, некој можеби аналогно ќе ве мечува, така? Со оваа апликација ви обезбедува вакви... Се заштедува време. Да, ама тоа времето за некога е можеби битно, така? Да. Благодарам многу. Мислам дека беше многу исцрпен. Овој разговор нема крај. Значи, ако влеземе во длабочината на што прават апликациите и како се создадени со која цел, но мислам дека како за прва тема што ја отвараме, вака дадовме некој тип на информации. Не верувам дека луѓето ќе се откажат и не треба да се откажат од користењето на апликациите, само треба да претпоставувам си најдат што е тоа што ги прави среќни и да им биде удобно во рамките на тој нов технолошки замав. Се согласувам и благодарам за поканата.